Во Палатата на правдата во Хаг продолжи јавната расправа по тужбата на Република Македонија против Грција за прекршување на билатералната привремена спогодба 1995 година со блокадата на македонскиот прием во НАТО на самитот во Букурешт. Предмет на овој случај не е одлуката на НАТО, туку одлуката на Грција да го блокира членството на Македонија која била донесена пред самитот во Букурешт. Блокадата била најавувана, дури имало и фалби на грчки политичари за тоа, што представува прекршување на членот 11 од привремената спогодба, рече во своето излагање членот на правниот тим што ја застапува Македонија, професорот Пјер Клајн. Професорот Шон Марфи, кој исто така ја застапува Македонија пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг, рече дека Грција и формално го представила својот став пред министрите за надворешни работи на земјите членки на НАТО уште пред самитот во Букурешт. Високи грчки функционери се фалат дека ставиле вето со што се докажува дека тужената страна Грција го спречила консензусот на НАТО, рече Марфи. Марфи исто така истакна дека Грција не смее да ја користи својата позиција на членка за да го спречи членството на Македонија во меѓународните организации. Тужената страна не смее да ја користи својата позиција на членка во меѓународни организации за да се противи на зачленувањето на подносителот. Второ, промовирајќи својата неодржлива теорија за значењето на членот 11 став 1, тужената страна тврди дека вообичаеното значење на членот 11 став 1 мора да е грешно, затоа што би било премногу широко дефиниран и би овозможил секакво однесување. Да заклучиме, тужената страна имала недвосмислена обврска според член 11.1 да не се противи на приемот на подносителот во меѓународната организација, обврска што тужената страна ја прекрши во 2007-2008 во однос на членството во НАТО на подносителот. На првото рочиште вчера, министерот за надворешни работи и застапник на Македонија пред Меѓународниот суд на правдата Антонио Милошовски истакна дека случајот е едноставен и јасен, оти договорите мора да се почитуваат. Тужената страна приговори на нашето членство во НАТО потпирајќи се на причини кои не се дозволени според времената спогодба. Тужената страна се обидува случајот да го направи комплексен, изнесувајќи серија на нерелевантни или неточни тврдења, како и нови правни и фактички тврдења кои не биле покренати пред април 2008 година. Аргументите на тужената страна се чини имаат за цел да зацкријат експлицитно прекршување на експлицитна обврска која произлегува во времената спогодба, рече Милошевски. В четврток и петок Грција ќе ги представи своите контрааргументи со што ќе заврши првиот круг од јавната расправа. Македонија бара од судот да утврди дека Грција ја прекршила времената спогодба и да ја наложи на Грција да не го попречува членството на Македонија во меѓународни организации под привремената референца.